Добар ден, јас сум Весна Попучовска, оделински наставник по основното училиште Александар Турунџев од село Кукуречани, Битола. Денешниот час по музичко образование за четврто оделение има наслов изговарање, изведување и повторување на бројалки. На овај час ќе научите да ги изговарате бројалките во одреден ритам, во различно темпо, со забавување и забрзување, со различна динамика, појачување и стишување и со јасна дикција. Ке изведувате бројалки со одреден ритам, придружени со плескање со рацете, тропкање со нозете и со свирење на детски музички инструменти. Погледнете ги овие слики. На нив се прикажани неколку детски игри кои вие ги играте. Но пред да почнете да играте, вие кажувате бројалки. Бројалките ги кажувате за да одберете со кого ќе играте во групата или кој ќе игра прв. Сега јас ќе ви кажам неколку бројалки, а вие слушајте ме внимателно. Едно цвеќе шарено, вливада никнало, дали ќе го скинеш ти, размисли и кажи ми. 1, 2, 3. Зајчето се скри. 4, 5, 6. Имам шарен дрес. 7, 8, 9. Јас сум горд лебед. 10 мравки авки се скарале со чавки. И уште една. Трча, трча зајко, не пиеше млеко, зајко јаде зелка, седна покрај елка. Желката е бавна, одвај, одвај лази, нема таа грижи, полека се движи. Овие 3 бројалки може да си ги научите и да ги кажувате кога ги играте игрите. А сега ќе ви ја прочитам бројалката која што треба да ја обработуваме на овој час. Слушајте внимателно. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите в школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Ајде, слушајте уште еднаш. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите в школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Усно одговорете ги овие прашања. Што дувало? Кое годишно време дошло? Каде заминало летото? Каде се вратиле децата? Кој ги повикува во училиштето? Сега ќе ја прочитаме бројалката заедно со мене. Почнуваме. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите в школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Оваа бројалка треба да ја научите како што ги учите песничките. Таа е мала, кратка и можете брзо и лесно да ја научите. Застанете го видеото и прочитајте ја неколку пати. А потоа ќе продолжиме со вежбите кои што се наменети за оваа бројалка. Оваа бројалка треба ритмички да ја кажуваме со неутрален слог и со плескање со рацете. Се сеќавате што е тоа неутрален слог? Секогаш го кажуваме кога ги учиме песничките. Прво, секогаш ја пееме со неутрален слог. Така и сега ќе направиме. Значи, ќе го кажеме неутралниот слог, прво ќе ви го кажам јас, а потоа ќе го вежбате заедно со мене. Та, 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 та. Ке треба да внимаваме ритамот на кажување да е рамномерен,
потоа на секој слог ќе плескаме со рацете и ќе го повторуваме 4 пати, како што е прикажан овде. Значи, слушнете ме прво мене. Почнува. Та, 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 та. Ајде сега вие заедно со мене. Та, 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 та. Сега ќе ви покажам како тоа ќе го правиме со плескање на рацете. Внимателно слушајте и гледајте. Та, 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 та. Сега заедно ќе го кажувате неутралниот слог со мене и ќе плескате со вашите рачиња. Почнуваме. Та, 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 та. На овој начин го вежбаме ритмичкото кажување на бројалката. Откако ја кажавме со неутрален слог, сега бројалката ќе ја кажеме со нејзиниот текст и ќе плескаме во исто време со рацете. Прво ќе ви покажам јас како тоа се прави, а потоа ќе го правите и вие тоа со мене. Слушајте внимателно и гледајте. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде, сите школо, пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Сега, откако видовте како тоа јас го правам, ќе го правиме заедно. Значи, ја читате бројалката од видеото и во исто време плескате со рачињата. Почнуваме. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде, сите школо, пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Браво, ученици! Вака може да извежбате неколку пати бројалката. Еве уште една активност со ритмичко кажување на бројалката, но во исто време со плескање на рацете и тропање со нозете. Како што покажуваат сликите, првиот ред ќе плескаме со рацете, вториот ред ќе тропкаме со нозете, третиот ред пак со рацете и четвртиот со нозете. Пак, прво ќе ви покажам јас, а потоа заедно ќе го направиме. Слушајте внимателно. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде, сите школо, пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Интересно е, нели? Сега ќе пробаме заедно. Ајде. Почнуваме сега. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде, сите школо, пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Браво, ученици! Да ве потсетам дека покрај плескањето со рацете и тропкањето со нозете, вие можете да користите и други движења. Може да ги употребите вашите прстиња, да чукате по раменцата, да чукате по коленцата, плескањето може да биде со движење, или пак да измислите движења кои што наликуваат на играње. Употребете движења кои што вам ви се допаѓаат. Кога ќе научите оваа бројалка и кога треба да ја кажувате сите во одделението, тогаш ќе можете да ја кажете сите еден по друг, со различни движења. И тоа ќе биде многу интересно и забавно. Еве сега друга активност. На сликите гледате желка и зајак.
Позната ви е приказната за трката помеѓу желката и зајакот. Желката оди бавно, а зајакот брзо трча. Тоа ќе го примениме и во оваа бројалка. Првиот и вториот ред ќе го кажуваме бавно како што оди желката, а третиот и четвртиот ред брзо како што трча зајакот. Слушнете ме прво мене, а потоа ќе пробаме заедно. Ајде. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите в школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Значи првите два реда бавно, третиот и четвртиот брзо. Ајде сега да пробаме заедно сите. Почнуваме. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите в школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Темпото можете да го промените. Еден ред брз, еден бавен. Еден брз, еден бавен. Или пак може да ја кажете цела бројалка со бавно темпо или цела бројалка со брзо темпо. Онака како што вам ви одговара или како што вашата наставничка ќе побара од вас. Еве уште една активност во која што при изговарање на бројалката треба да примениме детски музички инструменти и различна динамика. Еве ги дел од детските музички инструменти. 2 стапчиња, барабанче, триангл, дајре, тропалки. А пак динамиката значи дека тоа што го кажуваме може да го кажуваме гласно, силно, јако или слабо, тивко. Јас ќе ви покажам неколку од овие начини и првиот пат ќе се обидам да го направам тоа со различна динамика. Односно, еден ред силно, гласно, а еден ред слабо, тивко. За првиот пат ќе употребам бомбончиња, кутивче со бомбончиња. Значи, покрај детските музички инструменти можеме да употребиме и нешта со кои што можеме да чукаме, да тропкаме. Ајде да слушнете како тоа звучи. Значи, ќе применам и гласно и тивко кажување на бројалката. Слушајте. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Значи можеме да употребиме и вакви бомбончиња. А сега ќе кажувам бројалката со употреба на еден детски музички инструмент, кој што вие сите го знаете, се вика триангл. Ајде да видиме како тоа звучи. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите в школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Значи, тоа беше изведување на бројалката со триангл. Ке ви покажам само уште со употреба на чинели, тропалки, но ќе се обидам тоа да го направам што потивко можам, за да се слуша и бројалката. Слушајте внимателно. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде. Сите в школо пак сме збрани, звонче звони, нас не кани. Значи, покрај овие може да изведувате и со барабанче, со дајре,
потоа со 2 стапчиња или пак со некои инструменти кои што самите може да ги направите. Интересно би било и многу забавно кога секој од вас би ја кажувал оваа бројалка придружена со различни инструменти. На крај, уште една мелодиска вежба со бројалката, тоа значи дека, како што е прикажано на сликите, оваа бројалка ќе ја испееме. Вие за пеење на оваа бројалка може да одберете мелодија од песничка која што ја знаете, некоја детска песничка. Може да биде забавна песна, народна или пак мелодија која што вие сами ќе си ја смислите. Јас за оваа бројалка избрав една позната композиција, тоа е симфонијата Ода на радоста од композиторот Лудвиг ван Бетовен. Малку ја променав за да одговара на нашата бројалка. Слушнете ме како тоа јас го правам, а потоа може да се обидете и вие со истата мелодија која јас ќе ја испеам или пак со мелодија која што вие ја сакате. Ајде да пробаме. Ветрец дува, есен дојде, топло лето, деца пројде, сите в школо пак сме збрани, звонче звони нас не кани. Така, ученици, ова беше изборот на мојата мелодија. Како што веќе ви кажав, вие може да изберете ваша мелодија. На крај, ученици, да се подсетиме за она што го имаме учено за бројалките. Во бројалките ритмички се повторува текст во ист тон. Тие ни помагаат да го изградиме чувството за ритам. Некои слогови во нив може да траат пократко, а некои подолго. Бројалките ги користиме во игрите за одбирање на тимови, во она што го нарекуваме чинвање. Како дел од детскиот фолклор се пренесуваат од генерација на генерација и при тоа усно предавање се менуваат, прилагодуваат, дополнуваат и осовременуваат. Да знаете дека постојат и авторски бројалки кои што ги пишат познати автори. Бројалките се забавни и лесно се помнат. Преку нив може да се научат различни нешта: броеви, собирање, множење, бои, животни, деновите во седмицата, растенија и многу други работи. На крај, ученици, кога ќе ги кажувате бројалките, играјте, движете се, применувајте детски музички инструменти, скокајте, марширајте, измислувајте нови движења. Најважно од се, учете и забавувајте се. Убаво би било, кога ќе ги кажувате бројалките, без разлика дали е оваа или некоја друга, да употребувате различни движења, секој од вас. Кажувајте ја еден по друг со различни движења, со различни мелодии. Ќе ви биде многу интересно и многу забавно. Ова, ученици, беше мојот час за бројалките. Ви благодарам на вниманието, до видување до некој следен пат.